ќе доделиме парични средства на фудбалскиот клуб Победа и тоа го кажавме минатата година. Ќе доделиме 1.000.000 денари и тоа за играчите, а не за клубот. И уште по 120.000 денари секој месец во првите 6 месеци од оваа година, значи вкупен износ од 1.720.000 денари ќе бидат доделени овие средства на фудбалскиот клуб Победа со одлука на Советот на општина Прилеп, дека во иднина ќе смогнат сили да го издржат темпото и напорот да останат во првата фудбалска лига. Градскиот стадион Гоце Делчев во Прилеп, гледате, тоа представува се уште една руина од стадион, а тоа е како резултат на лошата проценка, лошата работа на минатата локална самоуправа. Компанијата која што требаше да ги изведува градежните работи почна во период август-септември минатата година. И имаше задача и рок од 90 работни дена да ги изведе овие градишни работи. Во времето предвидено тие 90 работни дена успеале да направат само 8% од градежните работи. Од тие причини ние како локална самоуправа го раскинавме договорот и мислам дека сега е во постапка процедурата за оптучување на нов тендер, на нов изведувач, кој што во иднина мислам дека ќе го направи овој дел од стадионот. Јас и тогаш кажав, доколку немав поддршка од страна на градоначалникот и општина Прилеп, дефинитивно ни еден клуб не би можел да издржи не само финансиски, и секоја финансиска помош е од големо значење и не треба да се потценува, меѓутоа поклучно и побитна е поддршката, она што инфраструктурната, етичната и моралната, сигурно во однос на опстојување на еден фудбалски клуб. Како што и самите гледате, фактот што не можеме да играме дома предизвикува големо оптеретување за клубот како финансиски, така и не можеме да ја вратиме еуфоријата на фудбалот и значењето на самата игра.